Почитувани гледачи, добро дојдовте во вестите на телевизија Здравкен во продолжение на станите кои што го одбележаа денот. Вчера се случи грабеж на бензинска пумпа на улица Благој Ѓорев во Велес. Наплив на пациенти во ординациите на матичните лекари. Се организира традиционална крводарителска акција на Црвениот крст, мотоклуб носачи на крстот и општина Велес. Грабеж кој што вчера се случи на бензинска пумпа на улица Благој Ѓорев ги потресе Велешани. Како што известува портпаролот Веролјуп Додевски, грабежот се случи околу 5 часот и 30 минути. Едно лице му се заканил на вработениот при што ги одзел парите од дневниот промет. Се врши расчистување на случајот. Вчера се случил грабеж на бензинска пумпа во Велес, како што известува портпаролот на секторот за внатрешни работи Велес Веролјуп Додевски. Вчера на 2 ноември околу 5 часот и 30 минути во севера Велес било пријавено дека на бензинска пумпа на улица Благој Ѓорев во Велес едно лице со закана од вработениот ги одзело парите од дневниот промет. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Инаку и во текот на вчерашниот ден полициските службеници повторно затекнале голем број на граѓани кои што не носат маски. Во периодот 2 спрема 3.11 годинава за непочитување на уредбата за носење на лична заштита. Казнети се 54 лица, од кои 32 во Велес, 15 во Кавадарци и 7 во Неготино. Ставот на матичните лекари представен на последниот состанок на општинскиот штаб е дека граѓаните на Велес ги преполниле нивните ординации. Првиот човек на Велес апелира до сите граѓани доколку почувствуваат симптоми на коронавирусот да не одат директно во амбулантите, туку преку телефонски пат да ги известат своите матични доктори за нивната здравствена состојба. Констатацијата на матичните лекари која што беше представена на последниот состанок на општинскиот штаб е дека состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко е крајно алармантна, но и фактот дека граѓаните ги преполниле ординациите на матичните лекари. Дека напливот на пациенти во матичните ординации е огромен и дека се доведува во опасност примарното здравство и дека не е добро доколку ни се случи да колабираат, односно да бидат затворени некои од здравствените ординации кои се први на линијата на фронтот и во давањето на услуги на граѓаните. При што градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски упати посебен апел до граѓаните на Велес, доколку почувствуваат симптоми на коронавирусот да не одат на преглед директно во ординациите на матичните лекари, туку согласно правилникот телефонски да ги известат за својата здравствена состојба, со цел да не дојде до колабирање на нивните ординации. Дека треба да се придржуваат на препораките и доколку почувствуваат дека имаат симптоми кои може да асоцираат на инфицираност од COVID-19, да постапат според препораките на здравствените институции, воопшто да не одат кај матичните лекари, за да не ги изложуваат на опасност нив и останатите заболени кои чекаат за некоја друга здравствена услуга, туку да се упатат таму каде што е пропишано. Инаку вчера председателката на Сдруженијето на приватни лекари доктор Лилија Чолакова Дервишова реализираше средба со министерот за здравство доктор Венко Филипче, како и со директорите на фондот за здравство, чии што теми на разговор биле преоптовареноста на примарното здравство во услови на ковид, како и проблемите со кои што се соочуваат матичните доктори. Општинската организација на Црвен крст од Велес организира традиционална 9 ноемвриска крводарителска акција која што ќе се одржи на 8 ноември. Како што известуваат надлежните, моментално состојбата со резервите на крв во Општа болница Велес е добра, но постои ризик во наредниот период да дојде до криза за крв.
Состојбите со резервите на крв во општа болница Велес за сега се добри, но како што известија надлежните, постои можност во наредниот период да дојде до криза за крв. Па поради оваа состојба општинската организација на Црвен крст од Велес организира традиционална 9 ноемвриска крводарителска акција, која што ќе се одржи на 8 ноември, односно оваа недела. Истата ќе се одржи со почеток од 8 часот и 30 минути и ќе трае се до 15 часот и 30 минути во просториите на лековниот салон во Велес. На крводарителската акција ќе се применуваат сите стандарди и процедури согласно состојбата во која што се наоѓаме. Крводарителството не е поврзано со COVID-19 и е сосема безбедно, се вели во соопштението на надлежните. Инаку меѓу двете седници на штабот, како што извести градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски, се поделени вкупно 100 пакети за социјално загрозените семејства. Дополнително тој извести и за останатите активности на општинската организација на Црвениот крст во Велес. Помош од германскиот Црвен крст, од нив 54 во Велес, а другите во општините Чашка и Градско. Поделени се на социјално ранливи категории семејства и на самохрани родители. Ќе бидат поделени уште 13 пакети кои се преостанати од жито маркети. Разнесени се 5 терапии на лица кои се на третман на клиниката за онкологија, се наоѓаат во Велес. Светската јавност ја потреса веста за нападот кој што вчера се случи во Виена. Најмалку 4 го изгубија животот, а 15 се повредени. Меѓутоа, како што изјави министерот за внатрешни работи на Австрија Карл Нехамер, напаѓачот кој што беше убиен од полицијата при синокешниот терористички напад во Виена имал потекло од Северна Македонија. Како што известија за медиумите, имал 20 години и имал големо криминално досие. Тој носеше автоматска пушка, пиштол, мачете и лажен елек со експлозив. Освен австриско, поседувал и македонско државјанство, потенцираше министерот за внатрешни работи на Австрија. Македонија ќе започне со приватно тестирање на пациенти за коронавирусот SARS-CoV-2 со брз антигенски тест во рамките на јавното здравство. Новите тестови го даваат резултатот за 15 минути и тие ќе чинат 1000 денари. Во продолжение ви ги представуваме сличностите и разликите на брзите тестови и ПЦР тестовите. По долги најави согласно информациите од министерот за здравство доктор Венко Филипче, во Македонија ќе се започне со приватно тестирање на пациентите за коронавирусот SARS-CoV-2 со брз антигенски тест во рамките на јавното здравство. Новите тестови го даваат резултатот за 15 минути и тие ќе чинат 1000 денари. Преку ПЦР тестовите директно се детектира генетскиот материјал на вирусот, додека пак преку антигенските тестови со помош на антитело како детектор се открива специфичен протеин составен дел на самиот вирус. Ова значи дека и двата теста директно детектираат присуство или пак отсуство на вирусот во примерочниот бриз. Поради самата природа на ПЦР методата, таа е посензитивна и поспецифична, бидејќи најниското ниво на детекција една молекула има пониско ниво на вкрстена реакција со сродни вируси, додека пак и брзите тестови, односно антигенската детекција, најниското ниво на откривање и илјадници молекули, но нивната предност е во тоа што се побрзи и не е потребен специјализиран кадар за работа со нив. Антигенските тестови се навистина побрзи, но може да испуштат пациенти кај кои инфекцијата туку што започнува или пак е во завршна фаза. Најсензитивни се во првите 3 до 5 дена од појавата на симптомите, односно може да ги откријат луѓето кои што се најефективни, но не сите. Како и ПЦР тестот, потребен материјал земен од нос, грло или пак слично. Самата припрема на брисот е склона кон формирање на аеросоли, а аеросолите се еден од главните преносители на вирусот. Владата на денешната седница одлучи се ограничува работното време на угостителските објекти до 21 часот, како и што е забрането групирање на повеќе од 4 лица на отворено после 21 часот. Деталите во продолжение.
Владата на денешната седница донесе одлука за нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Едно од нив е скратувањето на работното време на угостителските објекти до 21 часот, освен за достава и шалтерска продажба на храна. Оваа одлука важи и за угостителските објекти на бензинските станици, а исклучени се угостителските објекти на аеродромите во Скопје и Охрид. На седницата се донесе и одлука за забрана за групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор после 21 часот. Владата денеска усвои препорака за сите домашни и странски граѓани на територијата на Северна Македонија после 21 часот да не се движат на јавен простор доколку немаат важни и неопходни потреби. Терористички напад во Виена се случи вчера, кој што ја потреса светската јавност. Најмалку тројца го изгубија животот, а 15 се повредени. Денеска се одржуваат претседателските избори во САД. За претседателската титула се борат Доналд Трамп и Џо Бајден. Уште едно 4-годишно девојче беше спасено од урнатините во Измир денеска, 4 дена откако земјотресот го погоди тој град. Време е за информациите од светот. Вчера се случи терористички напад во Виена кој што ја потресе целата јавност. Како што известува медиумот CNN, најмалце еден вооружен човек со автоматски пушки го започнал нападот во Виена. Надлежните оттаму го нарекоа терористички напад. Најмалце 3 лица го изгубија животот и 15 се повредени, вклучувајќи еден полициски службеник. Исто така еден осомничен е убиен од страна на полицијата. Не е познато колку напаѓачи се вклучени во овој напад. Како што вели полицијата, многу луѓе со пушки започнале со пукање на 6 локации во градскиот центар, а еден од напаѓачите се уште е во бегство. Надлежните посочуваат дека не е исклучена можноста да се повеќе напаѓачи. Човекот кој што го застрелил полицајот носел лажен бомбашки елек, кој што бил тешко вооружен. Полициските службеници од СВАТ тимот користеле експлозиви да влезат и да го пребараат неговиот апартман. Денеска се одржуваат претседателските избори во САД, односно во првиот вторник од ноември секоја престапна година. Според можноста за рано гласање до вчера, повеќе од 95 милиони американски граѓани гласаа преку пошта. Ова е историски најголем број на гласови добиени по пошта, а како причина за тоа се наведува пандемијата со COVID-19. Ова се правилата според кои се одржуваат претседателските избори во САД. Уставот како услов за личноста да стане претседател или подпредседател на САД предвидува дека мора да биде роден на територијата на САД, да има најмалку 35 години и да престојува во САД најмалку 14 години. Кога американците одат на претседателски избори, тие всушност гласаат за членови на изборниот колегиум, односно електори. Овие луѓе се избирачи и нивната работа е да изберат претседател. Вкупно има 538 електори и нивниот број во принцип одговара на населението на одделни земји, но не секој од нив представува изброј гласачи. Калифорнија има најмногу 55, додека државите Ајаска, Северна Дакота и градот Вашингтон имаат по 3. Секој електор представува еден изборен глас. Кој ќе однесе претседателската титула, дали Доналд Трамп или противникот Џо Бајден, останува да видиме во текот на денешниот ден. Уште едно 4-годишно девојче беше спасено од урнатините во Измир денес, 4 дена откако земјотресот го погоди тој град, пренесоа медиумите. Градоначалникот на Измир, Тунг Соер, на Твитер објави дека 4-годишно девојче било спасено од урнатините. Во земјотресот во западна Турција загинаа 100, а беа повредени 994 лица според новиот официјален биланс на несреќата. Земјотрес ги погоди Турција и Грција во петокот. Епицентарот бил во Егејското море, североисточно од грчкиот остров Самос. Десетици згради беа уништени, а над 5000 луѓе останаа без покрив над главата во покринат Измир. Од петокот во областа на земјотресот се забележени 1464 послаби земјотреси, објавија турските власти. Почитувани гледачи, во продолжение следува временската прогноза. Деталите ги подготви колегата Злата Јосифовски.
Почитувани гледачи, овде е крајот на ово информативно издание на вестите. За повеќе детали следите нашата Facebook страница Телевизија Здравkin и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.